Разработивме специјален QR код кој директно ве поврзува со веб страница каде можете да ги напишете вашите идеи и проекти, објави Орце Ѓорѓиевски, кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на Скопје. Тој појасни дека на овој начин сака да оствари поблиска врска со читателите на главниот град, оти пред сите стои предизвикот на Скопје да му се врати сјајот и достоинството што го заслужува. Тоа нема да го направи еден човек, туку тоа ќе го направиме заедно, со вашите идеи, предлози и визии. Како човек од народот кој верува дека вистинската сила е токму во народот, програмата ќе ја пишуваме со вас, на улиците, во маалата, во секоја населба, но и преку оваа отворена платформа, напиша Ѓорѓиевски. Кај комплексот Джевахир прошетаа Каја Шукова и Александар Трајановски, кандидати на СДСМ за градоначалници на Скопје и аеродром. Шукова напиша дека разговарале за секојдневниот неред за пуштеност и нечистотија на овој еден од најгусто населените делови на аеродром. Наместо да биде пример за модерна урбана зона, овој дел е претворен во срам за градот, преполн со ѓубре, безредно паркирање, нефункционална инфраструктура и запоставено зеленило. Комунална хигиена не доаѓа со денови, корпите се преполни, а улиците валкани и небезбедни. Зелените површини се неискосени, урбаната опрема е уништена, а институциите отсутни, изјави Шукова. Започнуваме уште еден нов проект. Дел од плочниците покрај булеварот Видо Есмилевски Бато во Ново Лисиче ќе добијат нов лик, информираше градоначалникот на аеродром Дејан Митевски преку социјалните мрежи. Тој додаде дека со оваа интервенција ќе се обезбедат 1400 метри квадратни на нови патеки, тротоари и пристапи. По повеќе од 10 години започна целосна реконструкција на тоалетите во училиштето Гоце Делчев, информираше градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Работиме со забрзано темпо за да обезбедиме современи и хигиенски услови за нашите ученици, истакна тој во својата објава на социјалните мрежи. Надминати се проблемите со кои се соочивме при изведба на новата надградба на основното училиште Ацо Шопов, информираше градоначалникот на Бутел Дарко Костовски. Новиот објект ќе содржи нови 4 училници со модерен хол, тоалети и сите други неопходни простории. Тој најави наскоро и нов мегакапитален проект во дворот на училиштето. По налог на град Скопје, екипи на јавното претпријатие Улици и патишта деновиве активно вршат залевање на пукнатините во асфалтната површина на булеварот Партизански одреди. Залевањето на пукнатини представува санациона мерка со која се спречува навлегување на вода, нечистотии и замрзнување во коловозната конструкција, со цел продолжување на нејзиниот работен век. Нула комуналии за изградба на куќа за млади брачни парови до 29 години е еден од проектите во изборната програма за вториот мандат на градоначалникот на Газибаба Бобан Стефковски. Оваа мерка е од суштинско значење за младите да останат тука, да создадат семејство, да изградат свој дом и да си ја креираат иднината тука во нашата Газибаба. Со оваа одлука не само што им даваме конкретна поддршка, туку и јасно покажуваме дека младите се во срцето на нашите политики и визија, изјави Стефковски. Активностите за реновирање и асфалтирање на улици и патишта во Петровец продолжуваат со несмален интензитет, соопштија од општината. Увид во градежните активности извршија градоначалникот Борче Митевски заедно со председателот на Совет Златко Ацевски и директорот на јавното комунално претпријатие Петровец Андрејчо Грознановски. Двете улици се со вкупна должина од 350 метри. Над 100 тони вода изфрлил армискиот хеликоптер врз пожарот во Јасен изминативе 2 дена. Како што јавија оттаму, во гаснењето на овој пожар се вклучени и припадници на баталјонот на специјални сили Волци, кои заедно со припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар се ангажирани на уредување на тешко прооден и стрмен терен, со цел спречување на понатамошно ширење на пожарот. Обвинителството почна истражна постапка против 26 годишно лице за закана со подметната бомба во авион на скопскиот аеродром.
Оттаму велат дека постои основано сомневање дека лицето сторило кривично дело тероризам. Осомничениот на 16-ти овој месец во раните утрински часови преку телефонската линија за итни случаи 192 со умисла упатил сериозна закана за подметната бомба во воздухоплов на меѓународен аеродром Скопје на летот Скопје-Анталија. Веднаш од страна на МВР биле активирани протоколите за антитерористичка проверка и по неколку часа е утврдено дека станува збор за лажна пријава. Осомничениот со својата постапка создал чувство на страф и несигурност кај патниците и другите присутни на аеродромот, а воедно со активирање на протоколите за антитерористичка проверка го пореметил и севкупниот воздушен сообраќај, потенцираат од обвинителството. Доставен е предлог за определување мерка притвор против осомничениот. Германската Луфтханза одлучи да ги одржува летовите помеѓу Франкфурт и Скопје и во текот на целата зимска сезона, иако со значително намален распоред, објавија од авиокомпанијата. Според објавата, Луфтханза во зимскиот период ќе лета 3 пати, во понеделник, петок и недела, што е намалување во споредба со 10 неделни летови во летниот период. Одличниот настап на изведувачот на изворни народни инструменти Стефче Стојковски ја одбележа втората вечер во рамки на Карпошовото културно лето 2025-та. Музичарот беше придружуван од ансамблот Макединство. Во спонтана и разиграна атмосфера пред многобројната публика, искусните музичари се представија со широк опус на староградски изворни македонски песни и ора, кои ги воодушевија присутните посетители. Утре и задутре во раните утрински часови ќе се изврши авионска дезинсекција на подрачјето на градот Скопје против возрастни форми на комарци, информираат од град Скопје. Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, ќе се прска првиот нареден ден кога ќе бидат поволни временските услови во истиот термин. Се апелира до пчеларите навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Стои во соопштението.